Точно до година 80 години како на овој простор дојде професор Душан Габријан, словеначки архитект, кој со своите студенти ни ги откри овие блага. Значи, тој 46-та, 47-та, 49-та, 50-та присуствува на терениве на Македонија и многу успешно ги скицира во своите блокови. Тука го спомнавме и нашиот архитект, кој сигурно тргнал по неговите траги. Вечерва не случајно се одбрани овие куќи тука, бидејќи овие куќи сите се наоѓаат на просторот наречен Долни Дуќани. Долни Дуќани е првата мала во Велес, што почиња во овој незамислив фантастичен кањон на реката Вардар, и кој доаѓа и кој излегува до овој канон, овие од Малово биле најинформирани од дел од градот. Они биле информирани кои мајстори најдобро ќе градат куќи, како да се одбере локацијата на овие коси, а сепак терасасти површини. Тука помош, знаете ли кој најмногу помогнал? Значи, за да дојде Турчинот да ги даде условите за проектирање, морало да дојде магарето, а магарето најдобро се качува по стрмните терени. И нормално магарето ќе го донеси службеникот на градот задолжен за нови куќи. Така да и касапови имат одбрана ова локација и самите гледате какви визури се јавуваат, какви материјали се користеле, какви решенија. Значи, секоја куќа велешка е куќа на занаетот. Овде каде работеле касапите, не случајно е одбрана. Оти во плевната има, замислете, солено кладенче. А солта денеска, како ни вика, ставете во водата сол, секи направи чуда. Значи, за касапите била солта најбитна. Затоа може нивната пастрма и поручените производи биле тајната во тој извор. Тој извор го користеле за зимници, за перење и за дури и во малската фурна се зборува дека се замесували лебовите. Фурната е доле пред дуќаните, значи никој пат овој дел не бил жеден за вода, за леб, исто за пастрма. Значи, Велешката куќа во близина на ова куќа што ги слави касапите велешки, тука и Даскалската куќа на Джинот, тука е Трговската куќа, тука во близина и Столарската куќа на Васил Главинов. Погоре се гранчарите, доле се трговците, доле се и звончарите, алваджиите и другите занаети, да не ви ги набројувам. Оти животот ги креира и ги обликува архитектонските простори. Ако нема сокак, ако нема стреја, ако нема еркер, тоа не е Велес. Значи, професорот Душан Габријан и нашиот професор Намичев ги доловиле и ги дале правците како понатака да го чуваме нашето богатство. А сега би сакала да тргнете по овие панели и самите да замислите и да тропнете на овие порти и таму да ви се отворат. Таму што ќе ве најдат мали дворови со многу цветиња, со прво калинката, босилокот, нането, маточината, лозата, смоквата. А понатака е пералницата, па потоа казарницата и занетските остави, амбарите за чување на брашно, за столаријата да се суши дрвото, за гранчаријата да се спреми глината неколку пати, да се направи некој процес пред да почне тркалцето да ја врти. Значи, Велешките куќи се работни куќи, мало стопанство што би рекле денеска. Да не ви зборувам многу за материјалите, оти сите тие се од подрачјето на Велес. Овие камени плочи ги носеле со биволски коли од Подлес. Дрвото исто така од блиските шуми. А касапите најмногу се радувале кога стадата ќе тргнат за Солун. Значи, тогаш се оставаат овците што се повредени, јагнињата што покасно се одјагниле и тогаш најмногу имале работа касапите. Слава на касапите и мајсторите, значи мајсторук без мерка нема, а мерката во Велешката куќа е аршин. Па дури ергените во Велес знаеле дека марето носи широк фустан од 9 аршини. Фала и на аршинот.